Нападот врз џамијата Ал Равада Суфи во минатиот петок е првиот напад врз една џамија во Египет. Тоа е исто така најсмртоносниот терористички напад во таа земја, со оглед на тоа што бројот на жртвите изнесува 305 лица. Се верува дека зад нападот стои групата Вилајат Синај, огранок на терористичката организација Исламска држава. Оваа група е одговорна за повеќе масовни напади и бројни убиства. Експертите велат дека оваа група е сосема различна од екстремистичките организации во Сирија и Ирак, бидејќи нејзините членови главно се локални жители, што ја оттежнува борбата против нив. Египетскиот политички аналитичар Адел Сабри вели: ضم هذا التنظيم كثير من أهل سيناء وليس من خارجه. فخطورة هذا التنظيم أنه من الداخل يعرف الطرق ويعرف الناس ويعرف الأماكن الأمن ويعرف كيف يقاتل في أرضه. هذه المشكلة. Овој напад имаше цел цивили кои го поддржуваат владиното антитерористичко движење. Тоа значи дека терористите ги пренасочуваат своите цели од припадници на армијата и полицијата кон цивили. Сабри додава дека благодарение на меѓународните антитерористички напади, Исламската држава ги губи моќта и влијанието во сите региони на Сирија и Ирак. Но тоа, како што вели, доведува се повеќе терористи да се префрлуваат на Синајскиот полуостров. أن تكون النجاحات التي يحققها الإرهابيون عنصر جذب لعناصر إرهابية أخرى تزداد خطورتها مع الأيام خلال المرحلة القادمة. أن سيناء ستظل بؤرة جاذبة للإرهاب الدولي. Според Сабри, неопходно е зајакнување на антитерористичките сили во оддалечените региони, како што е Синајскиот полуостров, а во меѓувреме да се зацврсти меѓународната соработка за спречување на ширењето на тероризмот на други места.